председателе, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, последниве неколку години сведоци сме на големи промени во сообраќајот. Појавата на нови видови електрична возила на пазарот овозможува поголема мобилност на нашите граѓани, но истовремено отвара значителни ризици за безбедноста на учесниците во сообраќајот. Дополнително, регулацијата на овие лесни електрични возила се уште е фрагментирана во нашата држава. Анализите покажуваат дека во периодот од 2024 година до мај 2026 година, односно за 2,5 години, на патиштата на издржавата во пријавени сообраќајни незгоди учествувале 2352 возачи на мопеди, електрични тротинети и мотоцикли. Од скупниот број на страдани возачи на мопеди, електрични тротинети и мотоцикли, 2000 лица колку што биле, 46 загинале, 585 се здобиле со тешки телесни повреди, а 1347 со полесни телесни повреди. Овие бројки загрижуваат и укажуваат на потребата од системска регулација на овие возила. Затоа со предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата се врши дефинирање на лесно електрично возило. Оваа дефиниција зема предвид за компаративните искуства на повеќе земји во регионот. Воедно се врши суштинска интервенција во однос на дозволената брзина на движење на лесните возила, електрични возила, односно се предвидува максимална брзина до 20 км на час, согласно препораките на Европската Унија во делот на регулирање на сообраќајот на овој тип на возила. Со цел намалување на констатираните прекршоци и спречување повреди и штети со електрични тротинети, се предвидува заострување на условите под кои може да се управува ваков вид на возило, конкретно со зголемување на старосната граница, односно минималната возраст од 18 години за управување на овие возила. Ние сме свесни дека оваа мерка е строга и дека е висока, но истата ја предлагаме со една и единствена цел да ги заштитиме младите учесници во сообраќајот. Анализите на МВР покажуваат дека во повеќе од половината од несреќите со електричните тротинети, истите биле управувани од лица од 16 и 17 годишна возраст. Токму затоа ние го предлагаме ова решение, но оставаме простор за идни измени во согласно со анализите кои што ќе произлезат од ефектите од овој закон. Истовремено се заострува казнената политика за сторители на прекршоци предвидени со законот, при што во конкретни случаи покрај изречената глоба се предвидува и привремено одземање на возилото за возење на малолетен возач, пречекорување на дозволената брзина, превезување на друго лице или возење под дејство на алкохол во времетраење од 30 дена. Во предложениот закон се извршени и соодветни интервенции во прекршочните одредби како последица на наведените измени, со оглед на тоа што не се сложени и обемни измени согласно член 175 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, предлагаме Собранието да расправа по предлог на законот во скратена постапка. Ви благодарам.